Елиезер. За патот. За вистината. За животот. Колку од нас живееме со сликата на погрешен идентитет, со погрешен отисок? Користиме ли туѓ отисок мислејќи дека е наш? Ние сме направени според сликата на небесниот татко, крунисани со благодат, светлина и слава. Но и покрај тоа, може би првите впечатоци од животот не биле погрешни. Тоест, прво што сме доживеале и виделе биле просечноста, несигурноста, луѓе кои правеле погрешни компромиси, зависности, негативности, и сето тоа ни станало наш идентитет. Ние мислиме дека тоа сме ние, а всушност тоа е погрешен отисок, погрешен идентитет, погрешен печат. Ние сме деца на Севишниот Господ Бог. Да не го прифаќаме погрешниот идентитет, да не се врзуваме со погрешниот род, може би сме созревале во средина која била токсична, со луѓе кои не знаеле или не сакале да покажат љубов, со луѓе кои не знаеле за подобро, во средина каде што имало премногу критика, љубомора, или со луѓе без визија. Но не сме знаеле за подобро. Оно што е важно и сега и овде е да не дозволиме погрешниот идентитет да ја обликува нашата иднина. Добрата вест е тоа што можеме да бидеме преобликувани, редизајнирани. Божиот збор укажува на патоказот. Односно, можеме да бидеме трансформирани преку обновувањето на нашиот ум. Како ќе се редизајнираме? Враќајќи се на она што небесниот татко го кажува кои сме ние. Нешто значајно се случува кога говориме дека сме вредни, благословени, заштитени, сакани. На овој начин во невидливото прангите и синџирите на негативното се раскинати, силите на злото се протерани. Да не го живееме животот со погрешен идентитет. Кои се областите од животот во кои сме погрешно обликувани? Дали средината во која живееме, сме живееле, примерите на однесување што сме ги гледале станале наш идентитет и сега не ограничуваат? Сме слушнале за орлите кои се одгледувани од луѓе. Ја имаат истата способност како и секој друг орел, но не ја употребуваат. Толку се навикнати да бидат со човекот што ги одгледал, што не знаат за друго. Ако се толку големи и опасни, сепак не му наштетуваат на човекот. Кај птиците значајно е тоа што откако ќе дојдат на овој свет, со оној со кого за прв пат се сретнуваат, мислат дека им е родител. Така и човекот, кој го одгледува орелот. Орелот не го зема идентитетот од својот вид, па затоа и не се однесува така. Слично е и кај нас. Сме присвоиле погрешни образци, но од друга страна, добрата вест е тоа што можеме тоа да го промениме. Со што се идентификуваме? Како се гледаме себе си? Кон што целиме? Што мислиме? Какви мисли имаме?
Ние сме деца на Севишниот. Да не дозволиме да се идентификуваме со погрешното. Може би сме биле погрешно воспитувани, сме биле обкружени со погрешни луѓе кои штетно влијаеле врз нас. Луѓе кои постојано се жалеле, кои биле љубоморни, исполнети со завист, или пак во средина во која сме немале друг избор, туку сме биле во фаза на преживување. И како резултат на тоа не сме увиделе нашата вистинска вредност. Не сме знаеле за подобро. Сме дозволиле да го прифатиме погрешниот отисок, погрешната слика. Ние не сме она како сме биле воспитани, не сме она како што другите се однесувале кон нас. Тоа не е наш идентитет. Тие не ни вдахнале живот, туку небесниот татко. Тоа е оној кој ни кажува кои сме ние, а не другите, не средината, не околностите, не случувањата. Дали се согласуваме со таа вистина? Ништо моќно се случува кога се синхронизираме со вистината, со местото од каде доаѓаме, со нашиот Создател. Ништо чудесно се случува кога ќе кажеме дека сме благословени, ослободени, вредни, победоносни. Да не го живееме животот со лагата дека сме неспособни, осакатени, жртви, без моќ, без сила, потурнати, оштетени. Да не го продолжуваме животот живејќи со погрешен идентитет, дека сме нешто помалку, неталентирани, без благослов. Ајде да ставиме нова снимка во умот, нови слики. На тој начин ќе се трансформираме во она што веќе вистински сме. Има ли такви области во кои сме ограничени? Сме зеле погрешен пример и живееме според тој пример? Во нас е ставено се што ни е потребно, но од одредена причина не се гледаме такви и се гледаме како битија од поинаков вид, со поинакви карактеристики. Мисли ќе ни доаѓаат во умот говорејќи: ти никогаш нема да оздравиш, ти секогаш ќе останеш ваков, ти секогаш ќе страдаш, никој нема да те сака и многу други. Еве, ако се соочуваме со предизвици во здравието, да си речеме дека јас не сум болен човек кој се обидува да биде подобро, туку сум здрав човек кој ја искоренува болеста. Се останато е само привремено. Често знаеме да кажеме за одреден проблем дека истиот бил присутен во нашето семејство години наназад. Зошто да не бидеме оние кои ќе ја прекинеме таа состојба? Зошто да го префрламе на следната генерација, на блиските околу нас? Штом го трансформираме нашиот ум, ќе го трансформираме нашиот живот, а со тоа ќе влијаеме на сите околу нас. Дали сме свесни дека непријателот, односно ѓаволот, вложува максимални напори да го измести нашиот идентитет? Што гледаме во нашата средина? Со што сме обкружени? Со кој сме обкружени? Како сето тоа влие врз донесувањето на одлуките? Се чувствуваме ограничени на некаков начин? Какви стандарди, какви правила на живење се вкоренети во нас? Дали имаме желба да го оставиме небесниот татко да ни го покаже нашиот вистински идентитет? Ќе бидеме ли отворени на промени и прифаќање на нова реалност? Денес е нов ден. Да го започнеме со нови мисли, исполнети со Божјата вистина, со вера и сигурност дека небесниот татко е оној кој го има последниот збор. Не минатото, не околностите, не луѓето, не грешките, туку само тој кој не создаде. Да не го ограничуваме со погрешниот идентитет, да го отвориме нашиот ум и да го трансформираме нашиот живот со негова помош. Драги мои,
Ве поздравувам и охрабрувам со Божиот збор. Господ е дел на моето наследство и од чашата моја. Ти си оној кој го воспоставува наследството мое. Меѓите ми паднаа на најубавото, зашто наследството ми е најубаво. Ќе го благословувам Господ кој ме вразумува, па дури ноќе ме учи мојот внатрешен глас. Секогаш го гледам пред себе Господ, зашто не од мојата десна страна за да не се поколебам. Заради тоа се возрадува срцето мој, воскликна јазикот мој, па дури телото моје почива во надеж. Оти ти нема да ми оставиш душата моја во пеколот, ниту пак светецот твој ќе види распаѓање. Ти ми ги покажа патиштата на животот, со радост ме исполнува твоето лице, вечно блаженство е во твојата десница. Ја следевте мисијата Елиезер со Елена Ѓурѓиевска Костадиновиќ, под покровителство и во соработка со Господ Исус Христос и Светиот Дух. Елиезер